Животот е убав само доколку знаеш да се носиш со сите препреки кои ќе ти излезат на патот, вели Рената Јакимовиќ, која на 9 годишна возраст ја започнала битката со дијабетисот. Вели животот со дијабетис не е лесен, особено кога знаеш дека треба редовно да си под инсулинска терапија, но и кога знаеш дека постои ризик да во одредени моменти нема инсулин. Често се случува да отидеме во инсулинска аптека и едноставно аптекарката да ни каже нема инсулин и не е дозволиво, значи да се остави момент па и еден ден инсулин да нема или да фали. Покрај тоа што ќе треба редовно да се доставува тоа да биде квалитетен инсулин, државата и институциите да ни гарантираат дека инсулинот од каде и да го носат е дека навистина е инсулин. Рената вели дека е потребно итно воведување на европска пракса за набавка на инсулин и соодветна терапија, како и достапност до новите групи на иновативни лекови, но и да се намали дискриминацијата и стереотипите кон лицата дијабетичари. Се факт дека во Македонија постои голема дискриминација и стигматизација. Од моментот да бидат оставени своите партнери поради дијагноза дијабетес или неможност да се склучи брак затоа што сметаат дека жената не може да роди или девојката дете затоа што има дијабетес, тоа за жал се уште постои. Од Сојузот на Сдружение на дијабетичари на Македонија се надеваат дека проблемите со недостатокот на инсулин и сомневањето околу неговиот квалитет во блиска иднина ќе се надминат со оглед на тоа дека бројот на пациенти од година во година е се поголем. Оние недостатоци на инсулин, сомнежи во квалитетот на терапијата и така натаму, се надевам дека сето тоа во блиска иднина ќе излезе во еден добар правец. Инсулинот минатиот месец не беше навреме доставен заради пречки во транспортот, вели заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски. Се погрижиме во иднина да добиваат редовно и квалитетен инсулин. Секој месец по 10 возрастни и по 2 деца од 5 до 16 години стануваат дијабетичари. Статистиките се поразителни, дури 12% од населението има дијабетис. Сдруженијата алармираат да се направи национална стратегија за решавање на нивниот проблем.